Почитувани, денеска продолжуваме со прашања до Максим Димитриевски, кој е длабоко заглавен во криминал и фатен во корупцијски скандал тежок 350.000 евра. 3 дена по објавување на скандалот, Димитриевски се уште не даде одговор на ниту едно прашање, а институциите се уште молчат и не постапуваат. Денес ќе прашаме јавно, која е позадината и договорот за поддршката која одеднаш дојде од советничката група на ДУИ? Што тоа Максим им ветил? Прашуваме, дали е точно дека станува збор за договорено завршување работа за сообраќајно решение на една зграда која се гради, а е во сопственост на еден од советниците на ДУИ? Дали она што го гледаме е класична размена на услуги? Чекаме одговор од големиот борец за правда Максим Димитриевски. И овој пат се надеваме дека ќе се воздржи од непродуктивните контранапади. Ниедно обвинување кон Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не може да го побие фактот дека со овој скандал тој ги урна своите клучни изборни ветувања пред граѓаните, дека ќе се залага за правда и дека ќе се бори против ДУИ. Граѓаните на Куманово со право се во шок. Човекот кој не престана да зборува дека имало криминал во државата и дека за тоа пред се е виновна ДУИ, сега самиот прави криминал и тоа со поддршка на советниците на ДУИ. СДСМ јасно предупредуваше за ова уште во изборната кампања. Знам е во политиката поради две причини. Прво, да биде продолжена рака на Мицкоски. И второ, Димитриевски да си ги спроведува криминалните проекти во општина Куманово.